Пукна тиквата. Милионските бизниси со митилинеуси со кладилниците причина за раздор во коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ. Додека законот за игри на среќа кој го турка ДУИ, веќе доби вето од Пендаровски, чека да биде усвоено трета рака. Сега заглавија и така наречените стратешки закони кои пак се проект на СДСМ. Двата пакети се ставени на дневен ред на седница, но се поместени како последна и предпоследна точка, поради стравот дека едните нема да гласат за проектот на другите и обратно. Според поранешниот министер за финанси, ваквите ситуации не треба да бидат изненадувачки, затоа што е јасно дека коалицијата е во тешка ситуација. Не гледаме само ова што се случуваат многу работи овие денови и овој месец и ќе се случуваат уште поголеми неочекувани работи со оглед дека се наоѓаат коалицијата е во тешка ситуација, затоа што не им успеат до сега никакви сценарија за да бидат сигурни и да настапат заедно на изборите. Па се очигледно тие несогласувања доаѓаат до израз. Првиот сигнал дека постои раздор меѓу владините партнери беше изненадувачкото вето за законот за игри на среќа од страна на председателот Пендаровски, кој според опозицијата го спречило ДУИ преку своји луѓе во државната лотарија целосно да го преземе мултимилионскиот бизнис со казината и кладилниците. Интегративците возвратија со удар врз проектот на СДСМ за стратешки инвестиции кој предвидува грчки Митилинео со милионска државна помош да гради гасна централа. Министрите од ДУИ бараа законите да се повлечат од собрание, што и се случи, но експресно за само неколку часа пролетаа низ влада и сега веднаш слетаа повторно во собранието, каде сега му права друштво на законот за игри на среќа. Експертите сметаат дека законите се избрзани и не треба да се носат во техничка влада на скоро 2 месеци пред избори. Тие и да се донесат долго време ќе траат постапките, така како што 50 години не сме изградили, нити сме обезбедили стабилни извори на енергија, нече може сега за месец-два пред изборите. Тоа се све пресметувања нивна меѓусебна и што повеќе да стапат во контакти со странски инвеститори, корумпирани, уште веднаш да им земат некој процент од провизиите. Доказ за судирот е и дека законите за така наречени стратешки инвестиции, за кои експертите предупредуваат дека се загрозува енергетскиот суверенитет на Македонија, во собранието се вратени со потпис од вице-премиерот Фатмир Битики, кој од СДСМ, а не од премиерот Џафери, или како претходно од Артан Груби. Посе изгледа решение за судирот меѓу СДСМ и ДУИ се уште нема, затоа што седницата на која на ното на дневниот ред се наоѓаат и законите за стратешки инвестиции и тој за игри на среќа е повторно одложена.